најавуваме еден многу убав настан кој што ќе се одржи на 10 јуни, а се одржува, се случува за прв пат во Ешалан во Швајцарија. Ќе ни кажете за што конкретно се работи, што ќе биде овој настан и зошто е тој толку значаен за македонската дијаспора? Да, ова е македонски ден, значи настанот се вика македонски ден во Ешалан, Швајцарија, кој ќе се одржи на 10 јуни ова година. Самата реклама ни кажува. Значи тоа ќе е едно представување на македонската култура и традиција на македонците во Швајцарија. Не само што колку е важен, важноста на овој ден е, значи прв пат во Швајцарија се случува да некој клуб, добротворно друштво, црква има дозволено од некоја општина да бидат само представени луѓе од друга држава. Значи, еве, ние прв пат Македонија Ешалан се представува како имаме ден македонски во таа населба. Така, тоа вие со дозвола на општината? Да. Значи, тоа е голема соработка со општина Ешалан. Значи, општина Ешалан имат подпишано пакт со општина Ново село Струмичко, така да и еве ова традиција пред неколку време беше градоначалникот на Ново село во Ешалан, кој го продолжија, да кажеме, овој пакт што е подпишан од 2006 година со двете општини и со дозвола на општина Ешалан ни дозволија да имаме македонски ден и да ја представиме нашата традиција и култура на тој ден. Ајде сега за денот да се насочиме нели кон она што ќе се случува таму, значи каде ќе се случува настанот, кој се ќе има и музички гости од Македонија, ќе има и политички гости од Македонија и да кажеме кој се ќе биде присутен и нели со што ќе се представи македонската дијаспора во Швајцарија. Да, еве вака, значи на тој ден ќе бидат присутни многу градоначалници од Македонија. Како најпрво ќе го спомнеме градоначалникот на Ново село Ѓорги Божинов, Максим Димитриевски од општина Куманово, Славе Онданов од Василево, Ристо Манчев од Босилово и Динча Тарасовски од Македонска Каменица. Како представници на македонските власти, наши представници од Македонија. А ќе имаме исто така многу представници од швајцарските власти, како пратеници и градоначалници од повеќе општини на Швајцарија. Сега за музичкиот дел може да зборуваме, имаме група Романтик ќе биде присутна од Струга, Адријана Јанеска ќе биде присутна и потоа на самиот ден што ќе представуваме, ќе имаме македонска свадба, ќе се представува, македонска одаја, да кажеме, ќе се представува, ќе имаме повеќе штандови кои ќе имаме представување на нашата култура, на нашата традиција, нашата храна, нашето вино. Значи, тоа ќе биде настанот и ќе биде во центарот на градот Ешалан. Колку швајцарските политичари, да речам швајцарските локални власти, се интересираат за културите нели на нивните сожители, да речам, вклучително и на македонската култура. Сте организирале, верувам, и предходно слични настани. Дали има посетеност од швајцарските локални власти? Имаме. Значи, пред некој ден исто организиравме македонска трпеза која беше организирана од Македонија Ешалан и нашите сопруги спрема секоја што знае македонско јадење. Имавме од повеќе општини присутни градоначалници, од 4 или 5 општини имавме присутни луѓе и тоа беше многу убав настан што беа одушевени од нашата традиција и нашата култура и нашите јадења, како да ги кажеме. Но ние работиме, Македонија Ешалан работи на тоа многу години, од секогаш Македонија Ешалан бил заинтересиран за интеграцијата и културата на македонците во Швајцарија. И ето тоа Македонија Ешалан ги представува на тој начин нашите во Швајцарија. Дали на овој настан кој што ќе се одржи на 10 јуни ќе има и представници од македонската амбасада во Швајцарија? Да, на тој ден ќе имаме исто и представници од македонската амбасада. Тие повеќе присуствуваат скоро на сите настани на Македонија Ешалан и на овој ден ќе биде нашата амбасада присутна. Ајде да почнеме со почетоците на друштвото Македонија Ешалан, која година беше формирано, како се викаше во тој период и еве целокупниот негов развој од тогаш до денес. На почетку сакам да ви кажам дека
првото македонско друштво формирано во Швајцарската конфедерација беше Македонија од Арберг. После неколку месеци, тоа е 89 година, после неколку месеци, членови од тоа македонско друштво од Арберг дојдоа и не контактираа и на овие простори да формираме македонско друштво. Во почетку имавме малку проблеми, да имаше и други националности кои притиска да бидеме формирани како југословенско-македонско друштво. И сакаа апсолутно да влезат во потесното раководство. Ние направивме еден одбор и на тој управен одбор се договоривме меѓу нас да настојуваме да бидеме членовите на председателството да бидат исклучиво од македонска националност. Како ова друштво се развиваше низ годините и какви се активности имавте од 89-та до денес за промоција на македонската традиција и култура во диаспората? Бидејќи во 89-та година уште постоеше Југославија, ние се регистриравме како Југословенско-македонско друштво за да бидеме зачленети во заедницата на југословенските друштва. Уште од почетокот ние настојувавме да ја промовираме македонската култура, македонскиот јазик и се што е македонско. Колку членови има ова друштво? Од почеткот ние имавме околу 120, дојдовме до 250 членови, а сега во моментот јас верувам дека има над 600 членови. Дали и младите македонци, да речам помлади генерации македонци, исто така сакаат да членуваат во ова друштво и да бидат дел од таа промоција на македонската традиција и култура? Да, секако. Останува и на постарите членови што се да им дадат можност на помладите да влезат во раководство, така да можат да се печат како идни водачи на македонското друштво, кое се надевам дека ќе продолжи уште долги години. Градоначалник, прво ќе се осврнам на настанот кој што ќе се одржи на 10 јуни во Ешалан, во соработка со поддршка, односно би рекла, на општина Ново село. Вие како представник на локалната власт ќе присуствувате на овој настан. Колку ваквите настани се значајни за нас како македонци со оглед на тоа што нели не промовираат и нас како држава и нашата култура и традиција? Прво, особено се радувам, морам да кажам, на овој настан, каде прв пат им е дозволено на македонците да организираат ваква голема манифестација во Швајцарија. А тоа е со оглед на фактот дека за време на мојата средба кај градоначалникот во Ешалан, тој ми спомена дека македонското население веќе таму е повеќе од 10% во нивната општина од граѓаните, така што и природно доаѓа тоа да македонците веќе се представат пред другите националности во Швајцарија. И како и досегашните две посети, еве ја најавувам и ова моја трета официјална посета на Швајцарија, каде ќе им дадам поддршка, затоа што нашите сограѓани кои се во диаспората и како помагаат во сите своји населени места од каде што потекнуваат, и сметам дека нашата поддршка и нашето спојување со тамошните власти е од особено значаен придонес како за нашата локална самоуправа за општина Ново село, така и за македонците на кои им се дава афирмација таму во Швајцарија. Така, вие споменавте дека трет пат ќе одите, да, и ние бевме сведоци, еднаш бевме со вас, веќе 2 пати бевте во Швајцарија. Како вие, како представник на државата, да речам, сте задоволен од тоа како македонците надвор ја представуваат Македонија? Мислам од однос на нивните активности, што ги прават, нели? Јас сум особено среќен дека македонците, покрај тоа што голем дел се иселуваат од нашата Македонија, но ете таму се толку зближени, толку единствени во идејата, нели, да го зачуваат и македонскиот јазик, македонската традиција, македонската култура. На двете посети бев особено добро пречекан од нашите македонци, ми беа презентирани сите нивни активности кои се радувам што од ден на ден се повеќе се приклучуваат на идејата да македонската националност во Швајцарија се повеќе се промовира.
и сметам дека со ваквите настани придонесуваме да, доколку тие граѓани не можеме да ги вратиме тука, но барем таму да бидат единствени, обединети, заеднички за да го продолжат, да ја продолжат идејата за Македонија. Каква е соработката, да речам, помеѓу општина Ново село и македонската дијаспора, која што потекнува токму, да речам, од овие краишта? Морам да кажам дека имаме одлична соработка. Постојат неколку друштва од нашата општина кои сите на свој начин помагаат за општина Ново село и сум радосен дека тие ги отварат вратите за нас како локална власт да ни помагаат, затоа што знаеме дека тука во македонското општество и нашата конкретна општина не е со многу голем буџет и тие се јавуваат како помагатели на нашето локално население во вистинските моменти кога треба. Така, вие на еден настан во Швајцарија ги слушнавте и барањата на македонската дијаспора. Тие, нели, се обратија до вас со некои предлози, да речам, што е она што може локалната власт да им помогне во однос на некои проблеми, може би предизвици што ги имаат кога се враќаат тука. Дали нешто од тоа разгледавте? Таа трибина беше особено продуктивна од аспект на обединување на нас македонците таму во Швајцарија и од нивно директно пренесување на проблемите со кои се соочуваат. Можам да кажам дека еден дел веќе го имплементиравме во нашата општина, тука им помагаме на нашите кога си доаѓаат. Тие директно ни кажа на таа трибина со кои проблеми се соочуваат, кои ние можеби до тогаш ги немавме согледано. Еве сега можам да кажам дека подруг е нашиот пристап како локална самоуправа кон нашите сограѓани и се надевам дека на посетата на 10 јуни ќе ми дадат позитивен фидбек дека се задоволни од нашите услуги. Во 2006 година македонската дијаспора ни кажа дека бил подпишан пакт на пријателство помеѓу општина Ешалан и општина Ново село. Вие сте тазе, да речам, градоначалник на Ново село. Дали го продолживте, ја продолживте оваа соработка за време на вашата средба со градоначалникот таму? Во текот на февруари, кога бев во посета на Швајцарија, имав можност да разговараме со градоначалникот на Ешелан, кој, како што споменав, особено го почитува македонскиот народ кој таму живее и, како што кажав, е над 10% од популацијата на Ешелан. И во нашите разговори беше потврдено дека тој пакт за пријателство кој е подпишан во 2006 ќе биде возобновен и тоа е една од целите зашто еве јас повторно ќе одам во посета на Ешелан на 10 јуни, кога ќе биде и македонскиот ден, да ние тој пакт на пријателство повторно го возобновиме, го потврдиме, а во текот на есента од нивната локална самоуправа ми е потврдено дека тие ќе дојдат во посета на нашата општина, да ги видат нашите убавини, покрај културата и традицијата кои ќе ги уживаат за време на македонскиот ден, да дојдат и на лице место да ја запознаат како нашата општина Ново село, така и дел од Македонија.